Подготвени ли сте за забава? Во пингви стил! Оу, ја! Тоа се пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија. Душа и глави. Јас сум Олга Панго, балерина, кореограф и балетски педагог. Балерина е можеби најпосакуваната професија за девојчиња. Значи, кога почнуваш да учиш балет, е многу интересно, играш, се облакаш во многу интересни костими, во пачки, во хитончиња, облакаш балетски патики, се чувствуваш како да лебдиш по салата и по сцената и е така, и е многу забавно. Кореографија веќе нешто посериозно. Треба многу добро да го познаваш балетот, за да можеш да направиш кореографија. Тоа значи да дадеш идеја за нештото, идејата да ја реализираш со други што ќе играат, а можеш и самиот да играш. Многу кореографи ќе играат своите представи и кореографии. И да направиш една целина во која што ќе играат други луѓе, каде што ќе има приказна, каде што ќе има музика и каде што другите ќе се забавуваат на темата што си ја смислил ти. Оше и зеленчук јадеме многу, ние сме најздрави, најсилни. Здрава храна. Нискокалорична храна е зеленчук, овошје, банџа, здрава храна, салати. Нискокалорична храна е нешто кога е здрава, како например зеленчукот, овошјето и некои здрави работи. Нискокалорична храна е овошје и зеленчук. Нискокалорична храна е здравата храна, како например овошјето и зеленчукот. Нискокалорична храна е храната што е, например, овошје, зеленчук, здравата храна. Таа храна што има малку калории. Нискокалорична храна е таа што е со малку калории. Нискокалорична храна е таа храна што се јаде кога си на диета. Многу калорична храна не е здраво секој ден да внесуваме, затоа што многу ќе се здебелиме, не е убаво за здравјето, требаме да одиме на доктор, ќе имаме вишок кожа на телото. И обично кога мајките се на диета, јадат. Да, мора да пишува. Калориите ги пишува дури и на лековите. Мора да знаеме колку калории внесуваме, посебно ако имаме некои здравствени проблеми. Таа храна е малку здрава и малку е нездрава. Тоа спаѓа во здрава храна. Кога луѓето имаат шеќер, мора да јадат ниско калорична храна. Тоа е зеленчук, житарки и овошје. Се што купуваме во маркетите мора да пишува на етикетата. Бидејќи калоричната храна не е здрава и таа не дебелее нас. Денеска мајките отвараат на интернет и гледаат која храна колку калории има. Да, луѓето јадат многу нискокалорична храна за да бидат здрави. Бидејќи на тој начин се го чуваат здравјето. Освен она што го купуваме од пазар. Затоа требаме да знаеме по колку калории во денот внесуваме. Но секако овошјето и зеленчукот имаат малку калории и од тоа не можеме да се здебелиме. Подготвени ли сте за забава? Во пингви стил! Оу, ја! Тоа се пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер.
Само од Виталија. Нискокалорична храна се прекрасни торти, чоколади, бомбони, чипси, кока-кола. Се што не треба, нели? Цел живот се трудам, нели, да јадам здраво, бидејќи нашава професија е тесно поврзана со тоа како изгледаш, нели, и мораме да внимаваме. Кога играв и кога бев активна балерина, не многу обрнував внимание, бидејќи многу трошев. А сега се трудам да јадам поздраво, што значи поздраво не знам, бидејќи навистина многу сакам да јадам сладко. Подготвени ли сте за забава? Во Пингви стил! Оу, ја! Тоа се Пингви! Крцкави житни оброци и барови за енергија и забава од утро до вечер. Само од Виталија.